Понеделник 21 октомври, кратки вести во 12 часот. Информацијата дека возило удрило во 18 годишен пешак на Кеј Македонија кој се здобил со тешки телесни повреди е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите во коментарите посочуваат дека треба да се преиспита одлуката овој потек да се користи за движење на автомобили и паркинг и во најголем дел од коментарите посочуваат дека истата треба да биде пешачка зона. Подсетуваат дека на само 50 на метри е улицата Партизанска која е во ист правец. Секаде градското јадро е пешачка зона, потенцираат во коментарите. Започна бесплатната и комерцијалната вакцинација против сезонски грип. Интересот годинава е поголем од лани, вели за Супер радио епидемиологот доктор Јованка Струлакова-Коровешовска. Неделава вакцина треба да примат 1440 лица кои се пријавиле на порталот вакцинација.мк и добиле термин. Доктор Струлакова-Коровешовска апелира до оние кои треба да се вакцинираат да не доаѓаат ако имаат настинка, течење, нос или некоја инфекција, туку тоа да го направат кога целосно ќе оздрават, а дозата вакцина им стои 7 дена. Покрај бесплатната има и комерцијални вакцини по цена од 700 денари, а не е потребно претходно закажување. Имунизацијата се реализира во Центарот за јавно здравје. Вакцината е 4-типна на холандскиот производител Абот. Во август годинава повеќе од 762.000 ноќевања оствариле домашни и странски туристи во трите македонски езерски центри Охрид, Преспа и Дојран. Само по тој основ нашите хотелиери и сместувачи инкасирале најмалку 25 милиони евра, покажуваат последните податоци на Државниот завод за статистика. Во просек дневно нашите езерски туристички центри остварувале околу 24.600 ноќевања на домашни гости и уште 3.900 странци. Просечно секој ден ноќевале во нашите сместувачки капацитети во Дојран, Струга, Охрид и Преспа. Времето денес претежно сончево со умерена облачност, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.